како советничка група на Левица, ние секогаш сме подготвени за конструктивна соработка, особено во интерес на граѓаните. Меѓутоа, наша должност е да бидеме критички настроени, затоа денес ќе зборувам со доза на природен скептицизам за овој ребаланс. Морам да кажам дека овој документ, кој што беше доставен до нас, не остава впечаток на јасен и одговорен план. Баш напротив, отвара многу повеќе прашања него што доставува одговори до нас. Ако Советот треба да гласа буџет во кој недостасуваат подставки, јасно е дека јавноста воопшто нема да може да ја следи реалната распределба на средствата. Ќе говорам за неколку работи, некои од овие веќе се спомнати, меѓутоа јас сакам да надополнам дискусијата. Прво, привремените вработувања, во ребалансот гледаме зголемување од околу 15 милиони денари за привремени ангажмани. Истовремено, градоначалникот гордо се пофали дека отпуштил над 300 вработени од комунална хигиена за да го рационализира работењето. Но додека отпушта едни, планира нови вработувања и тоа преку приватни агенции за посредување, модели каде дел од општините низ земјата веќе плаќаат речиси 1 милион евра за вакви услуги и каде што дел од јавните средства завршуваат како провизии за овие приватници. Значи, ова е нов облик на приватизација на јавниот труд, јавни пари што стануваат приватен приход за овие агенции. Ме интересира кои се тие агенции, колку пари ќе им се исплатат и колку всушност од овие средства ќе завршат како плата за работниците, а колку како провизија за овие агенции. Дополнително, ова зголемување доаѓа токму сега после локалните избори. Моето прашање е, зарем не е очигледно дека станува збор за партиски вработувања под маска на привремени ангажмани? Овој механизам е од одамна искористен во сите општини низ Македонија, особено каде ДПМН е власт. Следно, сакам да говорите малку повеќе за трансферите кон невладини организации. За волја на вистината, ова е намалено за околу 10 милиони денари, но повторно станува збор за милионска сума, особено фрапантна во доба на ваква економска состојба во Скопје, како и самиот напоменавте. И повторно немаме никакви имиња, никаков опис на активности, ниту една подставка што покажува зашто точно се овие трансфери кон невладините организации. Ние како Совет треба да имаме едноставно слепа доверба во вас и да го изгласаме овој буџет без да знаеме всушност каде ќе одат тие околу, мислам дека 24 милиони денари. Од каде знаеме дека тие средства нема да одат кај вас, кај ваш човек градоначалнику или кај луѓе блиску до вашата структура. На кратко, сакам исто така да потенцирав дека ние баравме ребалансот да биде доставен во подставки, со што бевме игнорирани од администрацијата. Кај мене ова ствара сомнеш дали ова политичка одлука за да се прикрие вистината и советниците да не можат да направат информирана одлука, ниту пак да поднесат адекватни амандмани. Нормално, овој Совет, мнозинството од ДПМН ќе помине овој ребаланс, но нека биде јасно, ќе помине со вашиот глас, дефинитивно не со нашиот. Ви благодарам.